Ново убиство. Трето за една година го потресе кочанското село Спанчево. Овој пат таму смрт го задеси 62 годишниот Тодор Арсов и тоа од раката на неговата сопруга. По шипката таа посегнала откако мажот од неа побарал уште една чашка ракија. Тоа што ракијата на него многу пати му била подрага од се друго, на супругата не и било мило, па во кавгата се фатила и за шипката. Кобен за Тодор бил ударот во главата кој тој не го издржал. Мртов и ладен, него во дворот на семејната куќа го нашол братот. Овој дојазе, он беше покриен со едно чебе и откри чебето, гледам го крв човекот цели. Погледна на саато, беше тука некаде околу 8:20 за 9, тука околу 9 саато. Фана го за пулсо, не работи. Он веќе почнал да се ладе, да се здрво. Тука опална, исто не работи пулсо, викам, готов веќе. Кавгите за ракија не биле реткост во семејството на Тодор, но други причини за недоразбирање тие немале, тврдат селаните. Отчу пробиште по јамата. Он имаше убава пензија. Арно, ама, те така улегна ѓаволо и караас. За карање караас, ама ние е тепал. Ово е чудо, ја не знам како она реши. Не знам. Тодор е најмлад од трите деца, а постариот брат не може да поверува дека ова е неговиот крај. Он не сме потресни. Само умро плакајте, ама нема шо да плаши. Мора така бе. Дошло. Пишем. Лие, не лие. Убиениот и убиецот заедно живееле над 40 години и имаат деца и внуци. Сето тоа го заменија со гробишта и затвор. Поради што истата е лишена од слобода и приведена во полициската станица Кочани. Се работи на целосно расчистување на кривично-правниот настан, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок. Случувањето од јануари до сега и трите случаи на насилна смрт, дотогаш мирното Спанчево, го претворија во опасно место за живење. Мирно си беше. Мирно, немаше никој, ноќе, дење да одеш слободно, живееш, секој си живееше, секој. Ово е што стана? Од како душко те паси со сичерта човеко. Онај Горан со клештата, оно што го те па. И оваа са страшно, страшно. Инаку, речиси идентично убиство на денешното имаше и во јануари, кога во Облешево сопругата исто така со шипка си го уби мажот.